40-та недела, септември и октомври, движење и гравитација. На својата орбита Земјата ита на кај зимската краткоденица. Таму ќе стигнеме за 11 недели, на 21 декември. Зошто Земјата се движи? Поради забрзувањето во текот на настанувањето. Законот за гравитација го откри Исак Њутон во 17 век. Се кажува дека јаболкото му паднало на главата и тој се запрашал. Зошто? Затоа што огромната маса на Земјата ја привлекува малата маса на јаболкото. Тоа е силата на гравитација. Зошто тогаш месечината не падна на Земјата, а Земјата на Сонцето? Затоа што на гравитацијата на Сонцето се спротивставува земјината инерција, која праволиниски би не насочила во бесконечност. Земјата се против, но ја спречува привлечната сила на Сонцето. Истовремено постојано паѓаме на кај Сонцето, но не спасува инерцијата. Земјината орбита е кривата која ја представува рамнотежата на тие две сили. Масата на Сонцето ја држи Земјата во орбитата. Земјината маса ја држи месечината во својата орбита. Месечевата орбита ја представува рамнотежата помеѓу силата на инерција која пробува да ја оттргне од Земјата и нејзината гравитација, која би донела до тоа да месечината падне на Земјата. Венера и Марс вртат околу Сонцето како и ние, но со различни брзини, затоа што се различно оддалечени од Сонцето. Венера е поблиску до Сонцето и гравитацијата на најзе действува посилно. Венера не паѓа на Сонцето бидејќи инерцијата која ја држи во орбитата е поголема и ја тера Венера да врти по орбитата побргу од Земјата. Марс е подалеку од Сонцето и е помал од Земјата. Има десетина од земјината маса, па гравитацијата и инерцијата се послаби. Марс побавно се движи по орбитата и за 2 години го обиколува Сонцето, напола побавно од Земјата. Орбитите на Земјата и планетите ја представуваат рамнотежата помеѓу гравитацијата на Сонцето и инерцијата, центрифугалните сили. Взаимното дејство на тие две сили не одржува во орбитата. Постојат стабилни орбити како кај метеоролошките сателити, кои вртат околу Земјата со брзината со која планетата се врти и секогаш се на истото место на нејзината површина. Сателитите во сончевиот систем не се толку добро усогласени. Земјата се врти многу побрзо од месечината на својата орбита. Месечината се оддалечува од Земјата за 3 см секоја година, можеби за секогаш ќе ни помегне за неколку милијарди години. Поголемата Марсова месечина Фобос е побрз, врти околу планетата толку брзо и марсовците би можеле да го видат 3 пати во денот. Сателитите кои вртат побрзо од ротацијата на нивните планети им се приближуваат и забрзуваат, како камен кој забрзува кога конопот се скратува. Законот за гравитација не штити од хаос. Фобос се приближува кон Марс и на крај ќе падне на планетата. Сите ја чувствуваме гравитацијата која влече се на кај средиштето на Земјата. Со нејзе се бориме секој пат кога се оддалечуваме од центарот. Земјината гравитација влече се и го собира на кај центарот. Затоа нашата планета е кругла. Можеме ли да ја совладаме гравитацијата?
Да, при брзина од 40.000 км на час. За да ја достигнат таа брзина и да ја совладаат земјината гравитација, на астронаутите им се потребни многу моќни ракети. Месечината има помала маса и гравитацијата ѝ е послаба. За да излетаме од месечината, потребна ни е мала ракета и брзина од само 8.000 км на час. Земјината маса ни дава тежина. Не држи на тлото додека самата Земја лебди во Вселената. Околу Сонцето патуваме како на вртелешка. Одиме напред и се сменуваат денот и ноќта, но поради наваленоста на оската се нишаме по илјадници километри горе-долу низ планетарната рамнина. Во Берлин, Париз, Лондон, Монтреал, Њујорк, блиску сте до 45-тиот на поредник. Секој ден се дигате и спуштате по 3000 километри. Во есенските вечери се качуваме високо. Тоа возбудливо возење ни го менува погледот на небото. Во есен месечевиот танок срп е многу ниско на хоризонтот, понекогаш и малку затскриен. Во пролетните вечери сме многу ниско. Оттука планетите и месечината изгледаат високо. Малиот срп е тогаш високо на небото. Затоа напролет имаме најдобра шанса да го видиме. Во есенските вечери Земјата како лифт не носи на највисоките спратови за да го посматраме сончевиот систем.